Полицијата го бара бизнисменот Сеат Кочан со меѓународна потерница, бидејќи му е одреден притвор. Сеат Кочан е слободен човек, тврди неговиот адвокат Никола Додевски, а притворот вели дека е незаконски. Ова се само дел од дилемите кои неколку дена го окупираат медиумскиот простор во врска со Труст, случајот во кој специјалното јавно обвинителство го сомничи бизнисменот за злоупотреба на тендер тежок 17 милиони евра. Дали некој греши или манипулира со процедурата во овој јавно експониран случај? На темата разговарав со професорката Гордана Лашетик-Бужаровска, една од авторите на Законот за кривична постапка, кој го регулира и прашањето на притворот во Македонија. Прифатливо е да одбраната си толкува, како би рекла јас, теза на одбрана и таа да ја презентира во судница. Мора да имаме мерка до каде тоа може да се прави. До каде е теза на одбрана, а од каде е манипулација на јавноста. Значи не постои, морам да признам, преклузивен рок во Законот за кривична постапка, не само кај нас, ни во светот. Преклузивен рок за судот. Тоа е апсолутно неточно. Понатаму во однос на тоа дали жалбата го одлага извршувањето на решението или не. Тоа е исто така аксиома дека жалбата не го одлага извршувањето на решението, бидејќи ако е така не би имал еден човек што ќе се наоѓа во притвор. Знаете, никој не би останал дома да чека да биде однесен во притвореничкото оделение. Така што решението е извршно, а тече постапката по жалба. Што представува сега за државата Сеат Кочан? Човек кој што е осомничен во бегство или човек кој што се наоѓа на службено патување? Значи, тој е човек за кој е донесено решение за определување притвор, има наредба за негово приведување и сместување во притвореничкото оделение во затворот Скопје. Значи е се само не слободен човек. Негов избор е дека во овој момент не е едноставно достапен на органите на прогонот. Дури ако сакате поголем доказ за тоа дека навистина постоела опасност од бегство, не мала, како што вели судијата на претходна постапка, е со ситуација што ја имаме недостапноста на осомничење за органите на прогон. За Бужаровска, правна небулоза е дека решението за притвор не произведува правно дејство. Кога е во прашање притвор за лице од јавниот живот, не е прв пат случајот да доминира на малите екрани весниците или пак на порталите. Еден од нив има неколку заеднички елементи со актуелниот случај на Сеат Кочан. Во 2013 година судот определи притвор за председателот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Во моментот на изрекување на мерката, тој беше надвор од државата, во посета на семејството во САД. Формално и на Сеат Кочан, притворот му е изречен во момент кога е надвор од државата. Со таа разлика што бизнисменот знаел за неговиот случај дека се решава по жалба. За тоа што се случи пред 4 години, разговарав со Мирослав Шиповиќ, како постапија институциите во неговиот случај и како тој се врати во Македонија. Значи, во моментот кога разбрав дека ме бараат, јас веднаш се јавив, мислам дека Телма беше прва тогаш, се јавив и кажам, јас ќе ја сменам картата. Штом ја сменив картата, се јавив исто по медиумите и кажав, јас се враќам на тој датум, со тој лет, во толку и толку часот, во 12 часот, отприлика, мислам се сеќавам беше, ќе бидам во Скопје. И тука сум, немам никој проблем. Значи, јас точно најавив кога и како ќе се вратам во Македонија. Дури адвокати некои ми советуваа, нема да кажеш че ти направат некој белја, вика, ама бидоа јас, бидејќи немам што да кријам, нема што да се плашам, бидејќи сум апсолутно се чувствувам невин, така да јас сето тоа го кажев и мислев дека доаѓам овде да си ја докажам својата невиност. Меѓутоа се случи тоа што се случи во Австрија, ме спречија да дојдам порано, така да 40 дена изгубив од процесот чекајќи таму, меѓутоа сепак дојдов тука и еве мислам дека сме пред крај да докажеме дека навистина тој случај не постои. Во случајот Труст, веќе 5-ти ден нема ни трага ни глас од Сеат Кочан, а адвокатот Додевски денеска изјави дека е ирелевантно каде се наоѓа првоосомничениот и кога планира да се врати во Македонија. Дали притворот за Сеат Кочан ќе остане на сила, ќе се знае веројатно до четврток. Жалбата на Никола Додевски денеска е доставена до СЈО, а институцијата има 24 часа да се запознае и евентуално да одговори на неа.
Дури кога ќе се комплетира предметот, апелација ќе има уште 48 часа за да донесе одлука, која ќе биде и конечна.